продолжуваме со разговор во студиото. Драго ми е што имам можност и ова утро што сум јас дел од утринската програма. Ѓоко Ѓорчев, треба ли посебна некоја најава? Јас мислам дека воопшто не е потребна. И Јованка Јо, добро утро и добре ни дојдовте. Имате толку преубава песна, со преубава музика, со толку преубав текст што допира до сите и тукму затоа се вика со душа живот украси. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Добро утро, добро ве најдовме. До тебе, до Искра, до сите вработени во Автелизија, до сите наши граѓани во Македонија. Баш ни е драго што сме денеска гости во вашата емисија. Точно како што кажа, имаме прекрасна песна. Веруваме дека ќе биде Evergreen, со многу убава музика, многу убав аранжман. Текстот денес зборувам прекрасен. Прекрасен. Сите ќе се пронајдеме во него. Песната е повод за вашето гостување, но да кажам на гледачите дека кон крајот на разговорот ќе имаат можност да ја проследат и да уживаат во неа. Добро утро и од мене. Ќе започнам со... Да, песната е повод што сте денес овде и причина што станавте вака рано, така? Да, проштевајте. Нема зашто, баш ни е убаво. Јованка, со оглед на тоа што си дама, ќе започнам со тебе. Како рековме, затоа што Ѓоко ќе почне, после нема да можеме ние збор да кажеме. Вака ќе креваме раце. Да, кога ќе те подпишат, гледачите ќе имат можност да видат Јованка Јо, да не помислат дека нешто сме сгрешиле, сме заборавиле да те доподпишеме. Тоа е твоето уметничко име. Точно. Што значи Јованка Јо и Ѓоко Ѓо. Ѓоко Ѓо. Да си ги скратиме маките. Јованка, ти си многу потазе на македонската естрада отколку што е Ѓоко. Јавноста те запозна со шоуто Никогаш не е касно. Така. Ајде сега, кога заврши се, какви ти се спомените? Многу ми се убави спомените кога се тоа заврши. Сега почна нели нова сезона и се сеќавам дека јас лани во тој период се припремав, одев, снимав. Имаше цела една возбуда околу сето тоа случување, која песна да ја усогласиме гардеробата на песната. Во каква состојба треба јас да бидам емотивна за да ја донесам таа песна, бидејќи кога пеам ми е важен текстот и сакам да ги доловам емоциите во текстот. Секогаш гледам да се прилагодам на песната. Оно што и од оваа страна на екраните можеме да видиме дека станува збор за безпрекорна организација очигледно, но сепак дали е напорно ли е? Беше на моменти. Па беше, ама беше многу убаво напорно. Самите припреми требаше да се подготви за недела дена. Сакав да ми биде и гардеробата прилагодена на тоа и во овој случај сакам и на Данчо да му заблагодарам што ми излезе во пресред. Остануваше и во недела за да заврши со фустанот. Убаво е. Се некако одеднаш, ама се е сладко, како да кажам. Би се нафатила пак на ваква авантура, ете да кажеме? Сега како да ми ги читате мислите, значи сега кога почна втора сезона, викам доколку би ме викнале пак дали би пошла. Сама се прашав и си реков да. 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 Што значи немаше момент кога си рече што ми требаше? Не. Апсолутно не. И да заклучиме, нели мотото, насловот е Никогаш не е касно и воопшто за во животов. Дали мислиш дека таа девиза треба да ни биде лајт мотив на сите дека мислам дека и мантра може да ни биде, затоа што стварно никогаш не е касно и убаво е кога работите се случуваат кога се зрели. Мислам, правам, сега ќе направам споредба, ако скиниме едно јаболко кое што не е созреано и е зелено, значи ќе ни биде малку кисел вкусот во устата. Меѓутоа кога е зрело, тогаш е тоа вистинското. Ѓоко не би можел да учествува таму, затоа што тој е уште премногу млад. Има само 35 години кариера. Само. Ѓоко, јубилејна година. 35. Да, 35 години на македонска сцена. Стварно, иска и многу брзо помина годините, веруј ми. Ама исполнити 30. Исполнити, стварно, исполнити 35 години. Буквално, се што можеше еден пејач да посака, ја го добив тоа. Низ мојата кариера, значи... Еве да наброиме 3 работи кои ти се клучни, да речеме, прва клучна, најважна работа во мојот живот, прва, најважна, тоа како
животна, како го кажам, нешто што обележи мојата кариера. Бар лично за мене. Па може би живот. Големиот настап кога ја представив во Македонија на црвениот площад у Москва. Сепак тоа од Македонија никој го нема до сега на црвениот площад у Москва. Па не само од Македонија, едно. Да, со најголемите светски имија. Ја представам Македонија, тоа ми е као животен сон, баш животен сон. Друго, настапував на повеќе фестивали ни светот, Славјански базар, Белорусија, Украина, во Америка, Сунчена скале, Будва, што ти знам секаде. Значи, по светот, направив 8 студиски албуми, освоив се во Македонија, бев 2 пати пејач на Македонија. Што треба повеќе од тоа, мислам, една голема кариера исполнета стварно со сето тоа што негош како дете сум го замислувал дали би можело тоа да ми се деси, ми се случи, фала му на Бога. И ето и денеска после толку години, значи јас имам 68 години, после толку години и денеска сум баш на фул активен, турбо активен на македонската сцена. Ќе сакам да направиме една мала паралела со оглед на тоа што си можел да го живееш својот сон, кога сега би се почнал, да видиме дали би било така. Каква беше страдата, какви бе условите пред 35 години? Види, одмah ќе ти кажам, во тоа време, кога јас почнав, не можеш секој да пее. Требаше стварно да си квалитетен пејач. Пеењето беше за пејачите. За пејачите беше. Јас се чувам на Макфест. За мене дефинитивно најдобриот фестивал што го има во Македонија за сега. Таму пеа, да ти кажам право, најголемите имија на македонска сцена, кои денеска голем дел од нив веќе и ги нема, се повлекува некои и ден денеска се активни. Значи таму пееше и Калиопи, и Каролина Гочева, пееше таму и Дарио, и Владо Јаневски, што ти знам сите. Тања Станковиќ, Олгица Кристука, сите. Тоа бе стварно прекрасни вокали и се. Некои од денеска нив ги нема, а некои и ден денеска настапуваат, пеат. Значи тоа беше време кога требаше да знаеш да пееш и можеше да пееш. Тоа е одскочна даска? Макфест. За еден денувам таа победничка песна. Да ти кажам, денеска е времето сосем подруго. Како ми рече еднаш Даворин Поповиќ, Бог да го просте, ми вика: Џоле, знаеш како е код нас у Босна, вика, продаш краву и постанеш певач. Така, денеска дојде времето, значи не е проблем, студија има колку сакаш, некои ќе и по дома си снимат. Мисля дека пеењето е едноставна работа, пеењето крајно не е едноставно, тоа е креативна работа, тоа е Божја работа. Значи треба прво да имаш дарба голема, Божја дарба, да пееш, а второ треба многу работа, бара многу работа, многу одрекување од многу работи. А денес кони мајите пејачи кои не сакам да кажам дека не се добри, има и добри млади пејачи, мислат, земи го микрофонот во раката и оди пеи. Не е тоа така. Значи тоа беше едно друго време, сами се пробивавме, баш сами. И јас многу го почитувам тоа беше тоа е правото време, кога се прави и правите големи хитови, кои остана и до ден денеска. Еве, ти самата знаеш, најголемите хитови во Македонија баш беа во тие негди 90 години, тоа беа најголемите хитови на македонската музика. И хитови, ама веројатно подкрепени и од гласовите. Така, едно со друго се. Ти си остана една од најмаркантните личности и гласови. Во Македонија ме интересира, Јованка, кога прв пат го слушна Ѓоко како пее и што си помисли? Па јас бев многу мала и се сеќавам, Ѓоко имаше едно интервју на телевизија. Кога го чув неговиот глас, многу ми се допадна. И така беше опуштено некој убаво интервју, така ми стои сега слика, викам, што убаво. И сега се случи, не се сеќавам колку години имав тогаш, мислам пееше на англиски, некоја ми се врежа тоа интервју во глава. Да не е My Way, случајно? Не се сеќавам. Шпански очи, My Way, Yesterday, многу големи кавери отпев у животот. Да, и за еден ден ми е во глава и последен танц ми е во глава и
Ете така, Ти сега ми можда остана. некој малечко девојче вас ве гледа сега и ве слуша и двајцата. Како се споивте вие двајца? Интересно е. Јас да кажам или... Ајде кажете. Ајде. Може прво твојата страна, па после неговата. Може. Ме повика Цане, авторот на аранжманот и на музиката, и вика, имаме песна, бараме пеачка за Тумба Фест со Ѓоко Ѓорчев. И ја молчам. Значи, веќе, добро, викам, окей. И вика, требаше Кате да пее, но Кате следниот ден има на Охрид фест настап и не може да пее. И викам, боже, која случајно, значи како може некој да ги реди коцките, не би можел така да ги нареди. Ете да ми се отвори мене прилика да Што пеам значи со воопшто Ѓоко не Ѓорчев. размислуваше, така? Воопшто не Како размислував. реторичко прашање некој е било тоа? Да, значи, А воопшто не се знаевте? не. Ми се отвори, после никогаш не е доцна, ми се отвори Валантово и викам, окей, размислував за следната година, некои кавери планирам да направам, да, во различен смирувачки аранжман, преработка на народни песни. И нешто немав замисла дека пак ќе пеам годинава на фестивал. И кога се јави Цане, ја едноставно го слушам Цане и не знам што да одговорам, вика со Ѓоко Ѓорчев дует, викам. Дали добро слушам, си мислам за себе. Викам, Цане, ти благодарам. Прво што се сети мене да ме повикаш да испеам дует. И ми ја пушти песната, ај вика ништо не кажуве, неверојатно ме почувствува дека нешто замолчев. Вика ќе ти ја пуштам песната да ја чуеш. Кога ја чув, значи во оваа песна мене ме понесе текстот. Значи има некои песни кога е инспирација музиката, а некој е кога е текстот. Цане направи одлична музика, прекрасен аранжман. Бев кај негово студио, ја снимивме и Ова е незината верзија, но сигурно има некоја предприказна како воопшто во која што сигурно си предкан. Ти како дојде неа да ја одберете, Сега ще така? ти кажам, Цане мене ми бара, сакам да го поздравам Цане. Значи, прво, Цане е страшен композитор, прекрасен човек и знае он што е добро, дефинитивно. Голем поздрав, Цане, до тебе. И од мене. До Боби Петковски, човекот што го направи текстот, фантастичен текст. И Драган Јаким, директорот на Тумба Фест, алал да му е. Браво, Јаким, такви фестивали да правиш до година. Ова година беше врв, дефинитивно. Цане мене ми се јавува Џоле, вика имам топ песна за тебе. И вика, ќе ја продолжиме последен танц со Кате, ова ќе ти биде втор дел, ми вика мене. Ама беше, вика, ќе ја пеи со Кате. Значи, уопште не беше ставена во опција Јованка. И ја одам кај Цане, викам, Цане, не бива. Шо не бива? Кате, викам, не може, викам. Кате ќе пее на Охридски трубадури, а фестивалот е ова денеска, утре Охридски трубадури, он имаше состанок со некои хрвати во Охрид. И викам, едноставно не може жената сега. И шо правиме? Викам, да ми најдеш пејачка, викам, ама добра. Викам, сакам, значи вокал. Права пејачка да ми најдеш. Сега ја ќе пеам нешто. Вика, ке ти најдам, викам. Ама сакам да тоа знаеш, знам што сакаш да грми. Да грме, баш така. Јас многу ви благодарам на двајцата, за жал времето толку не е. Толку ли беше? Ама не толку, сега песната ќе ја слушнат гледачите. Со тоа што Ѓоко, јас за тебе повторно ти закажувам средба пред крајот на оваа година, бидејќи тогаш разбрав дека ќе ти бил јубилејниот концерт, што ќе биде вистински спектакл. Да, сакам концерт 30 години да во Скопје да направам. Дали ќе биде во МОП или ќе биде во Филхармонија, ќе видиме. Кај ќе грме? Ќе грме, дефинитивно. Многу ви благодарам на двајцата. Им оставаме сега на гледачите да уживаат во песната која што цело време ја најавуваме. И во цел ден. И во цел ден сега. И во цел викенд. Може. Ајде, поздрав до сите. Поздрав.